Здраво на сите! Се надевам дека имате пријатен ден или пријатна вечер. Јас сум Благородна и ви посакувам топло добре дојде во втората сезона на Нова перспектива, подкаст кој зборува за родово заснованото насилство. Денес ќе разговараме за влијанието на војната, конфликтот и раселувањето врз родово заснованото насилство. Денес со нас за да разговараме на оваа тема е нашиот гостин Сретен, вработен во здружение кое што работи за развој на заедницата, со долгогодишно искуство на програми за градење мерки на доверба. Здраво Сретен, ти благодариме што си со нас. Ви благодарам за поканата. Според вас, како војната и конфликтот создаваат услови кои го зголемуваат ризикот од родово засновано насилство за жените, децата и маргинализираните групи? Видите, војната е навистина еден не лош и непосакуван момент кој што остава длабоки последици, особено на ранливите групи во општеството. Покрај ужасните последици на разорнување на инфраструктура, на човечки животи што се ненадоместливи, војната предизвикува распаѓање на правен систем, распаѓање на систем на социјална заштита и предизвикува траума и стрес кај граѓаните кои што се директно или индиректно погодени од таа состојба. Насилството станува тактика за да се застраши популацијата, да се разбијат семејствата и се употребува од друга страна и како оружје кое што и за сексуално насилство, кое што представува оружје на војната за да се влијае на граѓаните и на популацијата која што живее на одредено подрачје. Хаосот кој што се спроведува создава едно родово насилство кое што се користи и како намерна тактика на војна за терор и да се врз заедниците кои што живеат во одредено подрачје, при што се користи исто така и како понижување кон граѓаните. Маргинализираните групи, како што се LGBT, лицата со попреченост или етничките малцинства, се уште поналиви, бидејќи постоечката дискриминација се засилува во времето на конфликт. На кои начини раселувањето, како што е живеењето во бегалски кампови или привремени засолништа, ја зголемува ранливоста кон родово заснованото насилство? Да го земеме примерот на бегалски камп во овој случај. Од надвор изгледа како место кое што е безбедно, заградено, каде што има храна и помош и поддршка за лицата кои што се вратне внатре. Но за жените, девојчињата, но и за многу мажи и момчиња, тоа може да биде место каде што има голема опасност за нив и можеби и поголема отколку надвор. А како токму животот во такви услови ги става луѓето во уште поголем ризик од насилство, затоа што таму знаеме дека постојат и неформални групи, постојат неформални здруженија кои што ги тероризираат граѓаните, односно лицата кои што бараат заштита, кои што се во бегалските кампови, но од друга страна доживуваат трауми, насилство, токму од луѓето кои што понекогаш очекуваат помош и поддршка да ги заштитат во оваа ситуација. Раселувањето е еден долг процес и синџир на опасности кои почнуваат дури и пред да се стигне до кампот, односно до бегалскиот камп, и неформалните населби каде што се дава помош, поддршка и заштита. Но и тие така наречени безбедни засолништа често се претвараат и во екосистеми на ранливост поради уредувањето, условите и психолошката состојба и динамика што ги создаваат самите кампови, кои што влијаат врз лицата кои што бараат помош и заштита. Таму дизајнот кој што го потикнува постои еден интересен момент е што она што може да се потенцира, да се каже, да се долови така на некој начин, нели, ситуацијата таму е тоа се темните и оддалечени санитарни јазли, каде што една девојка или жена, особено ноќе, треба да излезе, нели, доколку има потреба. Просторот, односно бегалските кампови за заштита, кријат и опасности во себе.
Еве, например, можеме да ги земеме санитарните јазли, кои што не секогаш се наоѓаат централно поставени или во рамките на капацитетите за сместување, туку се малце поодалечени. Тогаш жените и младите девојки би требало во ноќе и доколку не е осветлено да стигнат до тие санитарни јазли, кои што представува друга опасност од насилници кои што кои што се таму и кои што можеби би ги нападнале. Така да тука младите значи жените и младите девојки се директно изложени на ризик. А потоа имаме преполни капацитети каде што цели семејства или луѓе делат еден шатор и ги урва сите граници на приватност. Нема простор за повлекување и изразување на емоции, тага, а камоли за физичко дистанцирање од некој потенцијален насилник кој може да биде дури некој член на семејството, сосед и слично, односно лице кој што претходно го познаваме. Постои понекогаш и недостаток на осветлени зони кои што создава чувство на несигурност кај потенцијалните жртви, но од друга страна можност за некои насилници, нели, да ги нападнат лицата од ранливи категории, може да бидат жени, млади девојки и слично. Вака, во нормални услови, семејството, нели, или поголемата фамилија делува заштитнички во однос на жената, но во овие случаи, кога целиот систем е распаднат, кога семејствата се растурени, жената може да биде изолирана без никој да ја брани или да ја поддржува. И обкружена е неретко со непознати луѓе. И во овој вакуум на авторитет се јавуваат нови хиерархии на моќ, кои што ги контролираат ресурсите и распределби на храна, пристап до вода и слично, и кои што од лица кои што делуваат од позиција на моќ или се физички посилни и кои што воспоставуваат правила на игра според личниот интерес, кои што неретко бараат и одредени услуги за возврат, користејќи сила кои што повторно се дефинира преку доминација која што се воспоставува во рамките на тоа обкружување. Кога основните потреби не се задоволени, тешко е да се зборува за достоинство. Храната, чистата вода, медицинските материјали или едноставно подобро место за спиење стануваат проблематични. Многу жени и девојки се соочуваат со изборот или да пристапат на сексуална експлоатација за преживување или да добијат подобри, похумани услови на престој и живење. Тоа е економска присила што го нормализира насилството како дневна рутина за преживување, нешто што организаторите на кампот може и да не го забележат, но за жените представува реалност. Во овие кампови, како што добро знаеме, цвета и трговија со луѓе. Тие кампови се познати за трговците со луѓе, кои ги третираат најранливите со витување за работа, превоз до подобро место или пак брак, и најчесто тука жените и децата се жртви на овие појави. Во исто време мажите се соочуваат со длабоко губење на идентитетот. Улогата на лице кој обезбедува храна, заштитник и столб на семејството им е одземена. Оваа огромна психолошка повреда, комбинирана со неизразена траума од конфликтот, често се изразува преку зголемена агресија и насилство врз семејството, односно сопругата и децата. Насилството станува единствен начин да се поврати изгубеното чувство на контрола и машкост. И со тоа кампот, наместо безбедно место, каде што лицата ќе добијат заштита, тоа станува на некој начин затвор со невидливи решетки. Ранливоста не е само последица на конфликтот што го напуштиле, туку и на структурните и социјалните услови во кои се сместени и се наоѓаат. Затоа, хуманитарниот одговор мора да ги вклучи сите тие безбедносни мерки, економски можности и психосоцијална поддршка која што е неопходна, а не да бидат тие само секундарни елементи или да бидат ставени во втор план. Како распадот на социјалните системи и ослабената правна заштита за време на конфликт влијаат на способноста на преживеаните да побараат помош или правда?
Во услови на воен конфликт тешко е да се зборува за квалитетен и социјален систем, здравствена заштита, правни мерки на заштита. Прашање дали воопшто и постојат во тие моменти, но она што може да се каже е дека имаме лица на кои што им е неопходна помош, дури и во услови на конфликт, и потребна е социјална и здравствена заштита, нешто што можеби го гледаме пред нашите очи дека системот се распаѓа, но од друга страна секогаш се јавуваат некои неформални системи кои што им помагаат на луѓето и помагаат во заедницата, на најранливите и на оние кои што им треба помош и поддршка. За да зборуваме за правда, дали во тие моменти може да има правда, тоа е навистина тешко. Тоа е ситуација каде што ние реагираме нели во моментот ад хок за оние кои што им треба помош и поддршка, а правдата не ја гледаме во тој момент и предизвикува фрустрираност и разочарување кај лицата кои што им треба, и веројатно тоа може да дојде единствено само во некој подоснежна фаза или период кога ќе се створат услови за да профункционира правна држава. Додека ако се навратиме на прашањето на социјална и здравствена заштита, во тој случај, ако се вратиме на социјална или здравствена заштита, квалитетот сигурно е опаднат, затоа што услугите или не постојат, или се преоптоварени, квалитетот станува дискутабилен, и ограничени се сите оние можности, односно точки на поддршка кои што би можеле да дадат помош на граѓаните во таа ситуација. Кои стратегии можат да ги користат хуманитарните организации за да спречат и да одговорат на родово засновано насилство во зони на конфликт и услови на раселување? Постојат најразлични примери низ светот, каде што и ова прашање се третира и постојат најразлични примери, и организаторите на камповите лично сметам дека се обидуваат на максимален можен начин да одговорат на родово заснованото насилство во зони на конфликт и особено во камповите таму каде што работаат. Се обрнува внимание на физичка безбедност, особено на ранливите групи, доколку зборуваме тука зборуваме за жени и деца, тоа се става на топ листа на приоритети. Се обезбедува дистрибуција на храна и вода да се одвива непречено, за да не зависат од одредени лица или неформална хиерархија од насилници во рамките на кампот. Во овој дел би требало да се спомене дека е потребно да се воспостави некој систем на примарна здравствена заштита, да се одговори на потребите, да имаме психосоцијална поддршка, достапна за ранливите групи кои што се во кампот или на тоа определено подрачје, и да се даде некоја основна правна помош, која што можеби во моментот нема да биде премногу ефективна, но сепак потребна е правна помош за одредени права кои што граѓаните ги имаат или треба да ги остварат во одреден период, на одредено подрачје. Тука би требало да споменеме и улогата на мажите, кои би требало да бидат вклучени, мажите и момчињата би требало да бидат вклучени во спаствување на норми и ред во кампот или на тоа подрачје на кој што се однесува, каде што делуваат хуманитарните организации, со тоа што да им се зголеми значењето и да се зголеми нивната доверба и самодоверба и да бидат вклучени во процесот на одлучување подеднакво со потенцијалните жртви, жени, девојчиња, и на тој начин да се воспостави ред и систем на функционирање во кампот или подрачјето каде што делуваат хуманитарните организации. Ова е навистина една многу тешка и сложена тема за дискусија, затоа што последиците се долгорочни, настануваат во една ситуација на конфликт и хаос, која што воведува нови системи на хиерархија, на одлучување, на целокупно живење. За време на војна или на конфликт, значи родовото насилство не е ефект од хаосот, тоа е понекогаш и нечесто и планирана тактика и оружје која што е применета во одреден момент, и тоа се со воспоставување со воведување на еден таков пристап на планирана тактика и оружје,
Тоа системски се зголемува ранливоста и му дава простор на насилството се повеќе да биде застапено и да цвета на одредено подрачје. Многу е важно у камповите кои што се управуваат од страна на хуманитарните организации да се погрижат да постои еден ред, да постои еден систем во кој што ќе бидат вклучени сите кои што се сместени во тој камп, вклучително и жени, и млади девојчиња, момчиња и мажи, да учествуваат во процес на организација на животот, а во спастување на еден систем на здравствена заштита, систем на достава, односно дистрибуција на вода, храна и други потреби, материјали и други потребни средства, кои што се од животно значење за лицата кои што се во кампот, и се разбира да работаат на мерки на заштита, на физичка заштита, се со цел да се намали можноста од влијание на формални групи кои што го злоупотребуваат тој момент и сексуално ги искористуваат и ги злоупотребуваат младите жени и девојчиња пред се, а и сите останати. Сметам дека во оваа насока секое општество треба да има изградено системи за брза интервенција, која што во одредена ситуација ќе може да биде применета таму каде што е најпотребно. Ви благодарам многу што слушавте и посебно му благодарам на нашиот гостин што ни помогна да навлеземе подлабоко во оваа важна тема. Благодарности за вас за поканата и за можноста да ги споделам моите видувања на оваа тема, која што навистина не е лесна да се разговара. Има многу вакви примери кои што може да се анализираат, но се надевам дека со ова ќе потенцираме важноста на оваа тема и дека ќе биде од корист за воиднина. Благодарам што бевте со нас. Запомнете, за време на војна, родово заснованото насилство не е ефект од хаосот. Тоа е планирана тактика и оружје. Распадот на правниот систем, беззаконието, економскиот очај и психолошката траума во камповите не се само тешки услови. Тие се системски механизми што систематски ја зголемуваат ранливоста и му даваат простор на насилството. Затоа нашето колективно сваќање и реагирање мора да биде исто така системско. Помошта не смее да биде само храна и засолниште, мора да биде и безбедност, праведност и обновување на достоинството. Секој од нас како граѓанин и глас може да инсистира на тоа хуманитарните организации и институции да ја стават заштитата од родово насилство во центарот на сите кризни интервенции. Човечноста најмногу се испитува не во мир, туку во војна. И тестот е како ги штитиме најранливите меѓу нас. Во следната епизода ќе зборуваме за тоа како да се биде позитивен модел и секојдневни чекори за спречување на насилство.